Добре дојдовте во училница на онлайн час по предметот информатика за 7 одделение. Јас сум Весна Николовска, наставник по информатика во основното училиште Гоце Делчев во Демир Хисар. Денес на овој онлайн час ќе се запознаеме со програмскиот јазик Python, така што ќе напишеме неколку примери на програми со наредби за испишување на текст. Но во иднина Python ќе го користиме и за решавање на математички задачи, почнувајќи од едноставни операции, како што е збир или разлика на два броеви, па се до сложени математички операции за кои би ни било потребно многу време доколку истите би ги пресметувале на лист хартија, а додека пак со користење на програмските јазици до резултатот можеме да стигнеме за само дел од секундата. За време на овој онлайн час, ние ќе ја користиме интегрираната околина за програмирање Тони, која што представува интегрирана развојна околина за почетници. Оваа развојна околина е многу лесна и едноставна за користење и за учење. Може да си ја симнете од интернет на следниот линк www.tony.org или едноставно може во Google Search само да напишете Tony IDE for Python и веднаш првото на што ќе ви излезе, изберете го и може и да го спуштите. Кога ќе отворите следниот линк, изберете во ова поле тука, изберете за кој оперативен систем сакате да ја спуштите. Во овој случај јас кај мене ја спуштив за Windows. Добро би било сега тука да направите една пауза на видеото, за да може истата да ја спуштите, за заедно да може да продолжиме понатаму. Откако ќе ја инсталираме Тони, треба сега наредно да почнеме со нејзина активација. За да ја активираме, одиме на Start, All Programs и избираме Тони. Нејзиното иконче изгледа како тука прикажаното на сликата. Прозорецот на оваа интегрирана развојна околина е следниот. Најгоре се наоѓа лентата со наслов. Моментално пишува Untitled, бидејќи се уште немаме додадено никакво име на програмата. Понатаму имаме лента со менија, каде што се наоѓаат менито File, Edit, View, Run, Device, Tools и Help. Наредно имаме лентата со алатки, каде што ќе ги споменам сега на почеток само најзначајните. Првата алатка е за отворање на нов празен файл, втората алатка е за отворање на некој веќе постоечки файл, односно програма која што претходно сте ја изработиле. Третата алатка е за зачувување на она што сме го работеле, за снимање. Наредно имаме Run, а тоа е алатка со која што ќе видиме, ќе се запознаеме подетално со која што се извршуваат програмите. Најголемиот простор е просторот каде што ги пишуваме наредбите, односно тука го пишуваме, како што веќе се запознавме претходно, изворниот код. Долу во долниот дел се извршува, односно тоа е просторот каде што се извршува изворната програма. Односно тука го гледаме резултатот од програмата која што во горниот дел сте ја напишале. Од десната страна имаме асистент кој што ни помага или не насочува кон програмите кои што ги правиме. Сега, за да можеме да ја објасниме подетално како функционира програмата, како се вршат програмите и така натаму, ќе започнеме со еден едноставен пример за испишување на текст. Така да, во празниот простор ќе запишеме print, отвораме заграда, отвораме наводници, единична наводница и пишуваме. Го учиме програмскиот јазик Python. Ја затвораме наводницата и ја затвораме и заградата. Print е наредба која што служи за испишување. Значи, со наредбата print ние му даваме наредба на програмскиот јазик да го испише
она што е запишано во заградата. Значи, задолжително, секогаш, она што сакаме да се испише во програмскиот јазик, го пишуваме во две загради и во единични наводници. Не е грешка да се користат и дупли наводници, но ќе имаме проблем кога сакаме да испишеме некој текст како што е следниот. Например, ако сакаме да кажеме омилена книга ми е Повикот на дивината, а Повикот на дивината бидејќи е наслов на книга, сакаме да ја напишеме во двојни наводници. Па во тој случај ќе ја запишеме. Принт, отвораме заграда, единични наводници, омилена книга ми е, отвораме дупли наводници, Повикот на дивината, ги затвораме дуплите наводници и ја затвораме единечната наводница, она која што е на почеток ја напишавме, и затвораме заграда. Сега, за да се изврши кодот, односно за да видиме како ќе изгледа извршниот код, потребно е да кликнеме на копчето Run, кој што претходно го споменавме, тоа е на малечко зелено купче, или F5 на тастатурата. Но сега доколку притиснавте F5 или Run, ќе забележите дека не може да ја извршите програмата. Зошто? Бидејќи истата не е снимена. Значи, задолжително мора прво да ги снимиме програмите пред тие да бидат извршени. За снимање можеме да одиме на копчето File и Save, или пак наедноставно би било со кликнување на тастатурата на CTRL и истовремено на копчето S. Кога ќе кликнеме на CTRL и S, ни излегува едно прозорче, од каде што треба сега да избереме местото каде сакаме да се зачува нашата програма. Добро би било да си креирате фолдер, каде што ќе ги зачувувате сите ваши програми кои што ќе ги работите. Значи си избираме местото каде да ни се зачува програмата. Во овој случај јас си избрав во фолдерот задачи и долу каде што пишува файл name, пишуваме име како да ни се вика програмата. И кликнуваме на копчето Save. Сега кога веќе е снимана програмата, можеме повторно да кликнеме на копчето F5 или Run. Долу во долниот дел можеме да видиме како изгледат извршната програма. Односно, во овој случај, она што го имаме напишано во наводниците во заградата, се испишува долу. Што значи долу ќе се испише? Го учиме програмскиот јазик Python. Гледате дека од десната страна кај асистентот пишува дека овој код е сосема во ред, дека нема никакви грешки. Самата програма ги обојува текстовите. И тоа со лилава боја, со виолетова ги обојува наредбите, а додека пак со зелена боја ќе го обое целиот оној текст кој што треба да се испише. Доколку во било од кои причини ги заборавиме наводниците, пропуштиме или напишеме една, ама другата ја заборавиме, пропуштиме заграда или наместо print напишеме print, односно ќе изоставиме една буква, самата програма, односно самиот програмски јазик ќе ни испрати порака дека имаме некаква грешка. Како што е тука во овој случај. Забележувате дека тука има проблем, односно недостасува една наводница. Рековме дека секогаш текстот го пишуваме во загради и во наводници. А со оглед на тоа што ние изоставиле тука наводницата, веднаш долу во просторот каде што се извршува програмата, пишува дека истата таја не може да се изврши, односно дека има некаква грешка. А додека самиот асистент ни кажува дека имате некаква грешка и тоа ни посочува дури и на која линија, односно на линија 1, пошто во случајов имаме и само една линија на код, и вели дека имате синтаксна грешка, а синтаксни грешки беа оние грешки каде што имаме изоставено некоја заграда, наводница, буква или слично. Што значи дека во овој случај ќе си ја поправиме грешката со самото тоа што само ќе запишеме наводница и после ќе може програмата да ја извршиме. И сега, исто така,
Можеме да пишуваме по повеќе наредби истовремено. Како во овој случај во прикажаниот пример веќе имаме напишано повеќе линии на код. Односно имаме print прво имаме здраво деца. Потоа имаме print во загради во наводници, где звучиме програмскиот јазик Python и трета наредба print се надевам дека ќе ви биде забавно. Долу гледате дека се извршуваат во долниот дел од програмата се извршуваат, односно се прикажува како би изгледало сето ова. Сега, наредбите забележувате дека се извршуваат точно онака како што ни се дадени во погорниот дел. Значи, не може да се изврши прво третата наредба, односно прво да се испише, се надевам дека ќе ви биде забавно, па потоа да се испише здраво деца. Значи, наредбите се испишуваат онака како што следат една по една. Сега, во самата програма постојат, самиот програмски јазик ни нуди разноврсни можности за обликување на текстот во Python. Како, например, има можност во една наредба текстот да преминува во нов ред. За таа цел, еве да почнеме прво со испишување на еден пример. За да испишеме новиот пример, би сакала да отвориме нов файл, односно тоа ќе го направиме со притискање на копчето File New или наедноставно може да кликнете и на тастатурата на копчето CTRL и копчето N истовремено. Со тоа ќе отворите нов празен файл во кој што ќе го испишеме следниот текст. Print, отвораме загради, отвораме единична наводница. Текстот можеме сега тука да застанеме. Ќе напишеме на коса цртичка која што се наоѓа веднаш над копчето Enter, буквата N и продолжуваме. Да го испишеме. Повторно ја пишуваме истата ознака. Коса цртичка N во повеќе редови. Затвораме наводница и ја затвораме и заградата. Сега, зашто служи оваа нова ознака N? Оваа ознака која што сега ја воведовме служи за да се овозможи премин на наредниот текст во нов ред. За да знаеме како сето тоа изгледа, ајде да ја извршиме програмата. Но прво, како што рековме, задолжително мора прво да ја снимаме програмата, значи зачувајте ја по постапката онака како што претходно споменавме, под ново име, во папката која што веќе си ја одредивте за зачувување на задачите, и откако ќе ја снимеме, притискаме на копчето Run или F5 на тастатура. И сега, текстот би требало да изгледа вака како долу што е прикажано. Значи, текстот можеме тука, каде што е ознаката N, се преминува во нов ред, да го испишеме, повторно имаме ознака N, па повторно се преминува, покажувачот преминува во нов ред, во повеќе редов. Значи, на овој начин, со една наредба print, можеме текстот кој што ни е даден во наредбата print, да го испишеме во повеќе редови. Наредно ќе видиме како може да се одделува текстот со користење на табулатор. За таа цел, исто како претходно како што го споменавме, значи, отвораме, одиме на File New или едноставно со кликнување на ова бела алатка, бело ливче. Значи, отвораме нов документ, нов файл и во него ја внесуваме следната задача. Print, отвори заграда, во единични наводници, град, коса цртичка, истата она која што ја користевме претходно за N, само сега наместо N користиме T. И такви пишуваме две ознаки. Значи, повторно коса цртичка, T, население, затвораме наводници, ја затвораме заградата. Enter. Сега ја пишуваме втората наредба.
Принт, отвори заграда, во наводници. Скопје, коса цртичка Т, коса цртичка Т. 506 926 жители. Затвораме наводница и ја затвораме заградата. Понатаму Интер, принт, отвораме заграда во наводници. Битола, коса цртичка Т, повторно коса цртичка Т. 74 550 илјади жители. Затвораме наводници и ја затвораме заградата. Интер, повторно пишуваме. Принт, отвораме заграда во наводници. Куманово, коса цртичка Т, коса цртичка Т, 70.842 жители. Затвораме наводници и ја затвораме заградата. И наредно, последна наредба, принт, отвораме заграда во наводници, прилеп, коса цртичка Т, коса цртичка Т, 66 246 илјади жители. Затвораме наводници, затвораме заграда. Сега, што тука имаме ново? Овдека користиме една ознака коса цртичка Т, односно тоа е табулатор кој што всушност представува блок од 8 места. Па со впишување на коса цртичка Т, покажувачот се поместува на почеток на новиот блок. Односно, тоа е исто како да притискаме на копчето Tab на тастатура. Значи, во овој случај, бидејќи имаме пишувано по две ознаки Т, тоа значи дека една Т представува блок од 8 места, уште една, уште 8, што значи дека од град па се до население ќе има простор од 16 празни места. Наместо да кликаме Space 16 пати, на овој начин со впишување на коса цртичка Т се означува тој блок. И сега ја зачувуваме таа програма под соодветно име во нашите папки и притискаме на копчето Run. Програмата би требало да изгледа како тука прикажаната во ова видео. Значи имаме град, 16 празни места би требало да има до тука, население. Понатаму имаме Скопје, толку и толку жители, Битола, толку и толку, Куманово, толку и толку, Прилеп, толку и толку и така натаму. И сега, сива овие примери, доколку не сакате или од било кои причини не можете да ја користите програмата Тони, односно интегрираната развојна околина, која што е прикажана во ова видео, секако дека сите исти овие примери може да ги користите и во Python Shell. Како што овдека, како што ни е прикажано, еве ја истиот оној првиот пример кој што го изработивме во Тони, го имаме и тука. Односно пишуваме print исто во заграда во единични наводници. Денес ќе го учиме програмскиот јазик Python, а до овдека со плави букви е извршната програма, односно тука ни се пишува ако го гледаме како изгледа извршниот код. Подолу имаме истата таа наредба напишана, само што тука с ние изоставили наводницата. Па веднаш под него, што му притиснеме Enter, тоа ни дава дека имаме синтаксна грешка. Значи, сосема исто е, истите примери кои што ги пробавме моментално, може да ги пробате и во Python Shell. И за крај, како една задача, да напишеме програма која што ќе ја прикажува кој ученик колку поени добил на тестот и каква оценка ќе има. За да и изгледот на програмата, крајниот изглед треба да биде како што тука е прикажан на сликата. За да одделувате помеѓу мињата поените и оценката, ќе користиме табулатор, односно нешто во претходниот пример го видовме, коса цртичка и буквата Т. Овие звездички кои што ги имаме пред да започне набројувањето на учениците, се направени со следната наредба, односно напишав print, отворена заграда во наводници, звездички, звездички, затворена наводница и затворена заграда. Значи, сето она што го имаме во наводниците,
всушност само се препишува во извршната програма. Обидете се да ја направите оваа задача и испратете ја на емаил кај наставникот. Ви благодарам за вниманието и се надевам дека ви беше забавен овој час и дека научивме многу работи.